Дали сомнителни бизнис интереси се кријат зад најновата мерка на владата, двата хеликоптери кои ќе даваат услуги за итни потреби. Имено, единствената фирма која се пријавила на тендерот е Сархемс Доел. Ништо тука не би било чудно доколку компанијата не е формирана на 5 август, односно 24 дена пред владата преку генералниот секретаријат да го објави огласот. Од Илинденски информира дека двата хеликоптери кои ќе се користат за здравствени услуги во случај на пожари, планинарски несреќи и други потреби на поединци ќе се обезбедат преку јавно-приватно партнерство 6 месеци по потпишувањето на договорот. Заев соопшти дека фирмата која е формирана пред 2 месеци со основачки влог од 5000 евра соработувала со скандинавски компании. Се работи за јавно-приватно партнерство, скандинавски модел кој што се шири према Балканскиот полуостров. Се работи за приватни компании кои што ги нудат хеликоптерските услуги и за здравствени потреби, и за пожари, и за кризи, и за слично. Наплаќаат и се одржуваат од осигурувањата на лица. Ова не е прв пат да се појават сомнителни тендери кои ги добиваат компании кои се формирани непосредно пред распишувањето на истите. Покрај владата, која неколку пати се најде во вакви ситуации, и град Скопје имаше тендери за кои има сериозни сомнежи дека се матни. Најгласно одекна оној од пред една година, кога ЕСП додели бизнис во висина од 200.000 евра на фирми формирани само еден месец пред да ја добијат набавката од страна на ист сопственик на неговата домашна адреса.